Градежните и текстилните работници како во минско поле, на пеколни температури мора да работат, зашто од владата во заминување нема препораки за портокалова фаза. Едни висат на скелиња на плюс 40 степени, други работат во погоните без клима. Во главниот град на повеќе градилишта се работи и во најтоплиот период, од 11 до 17 часот. И додека газдите не се грижат за своите работници, и како да е крај на светот, па во најтоплото бараат од нив да работат на сонце, синдикатите алармираат до Министерството за здравство и владата итно да донесат мерки за заштита од топлото време. Апелирам повторно да до Министерството за труд и Министерството за здравство како надлежни министерства дека веќе време е да објават онаа портокалова фаза и препораки оние што ги даваат вообичаено, меѓутоа да не се базираме само на препораки за приватниот сектор, а јавниот сектор да не биде ослободен од работа. Реагираме за клими дека не се вклучуваат во производствени погони, ете и тоа морам да го кажам, реагираме, веќе се испратени неколку барања за инспекцијски надзор од областа на безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, посебно овде е проблем, како што кажавте, со работниците кои што работат на отворено, предложено од градежните работници. Одгласен текстилец вела дека работниците се плашат да пријават, за да не добијат отказ. Од инспекторатот пак тврдат дека се активни на терен, велат правеле проверки, но и казнувале. Синдикатите бараат трудовите инспектори покрај тоа што има промена на владата да си ја работата, за да не трпат работниците. Во вакви периоди инспекцијските надзори не смеат да трпат поради реорганизација на министерствата, затоа ќе побарам да бидат максимално ажурни. Македонија повторно влегува во портокалова фаза со пеколни температури, а Министерството за здравство се уште нема дадено никакви препораки за заштита од топлото време на најранливите граѓани. И докторите апелираат надлежните да не чекаат и да не трчаат по жешка песок, итно да донесат мерки. Бремените жени и старите лица на 60 години да бидат ослободени од работа и да не се работи на отворено од 11 до 17 часот. Инаку, Македонија ќе гори и следната недела, а со топлотен бран се бори и цела Европа.